Јас би сакала сега во овој контекст да зборуваме и за она што се критиките најчесто кон власта дека изолирала државата, па едно од тие поводи за тоа беше зошто и Македонија не е поканета во одборот за мир за Газа. Чомовски, како гледаш на оваа иницијатива? Некои тоа го споменуваат како можеби некаква паралелна институција на Обединетите нации, ако тоа е далеко, ми се чини. Ја мислам дека тоа е институција или трампизам во кој е добро што не сме сега поканети. Бидејќи немаме ние капацитет толкав за да бидеме партиципиенти во таков еден сојуз. Уште повеќе што мислам дека дури внатре во Македонија не се развива дебата што ќе се случи доколку европјаните, НАТО, побара инсталација на меѓународни сили, неутрални или вакви, за разграничување во Украина. Какви ќе бидат нашите можни предпоставки или обврски кон членството во НАТО и така. Ние не разговараме за тоа. Тоа мислиме дека тоа не е за нас. Сериозна држава која ги следи овие движења мора да разговара и за тоа дали и може како држава која примала Чумовски минатата недела имаше лидерска, не може да се договорат сите. Ама сега немојте да ме поистоветите со Али Ахмети и со ја. Не, говорам, да, апропо тоа. Сепак малку читам, барам колку и него. И не можем да се занимавам со нивниот неонационализам, дека најважната работа е во битката со справувањето, за зачувувањето на животот на луѓето, дали пораките ќе бидат пратени на албански јазик. Или плюс, еве и на господинот Села и на Таривари да им пратам порака. Јас сум живеел у Германија. Мене ме сликале и ми ја пратија дома сликата со казна од 30 марки, бидејќи тогаш бев германски марки, затоа што сум возел 4 километра побрзо од она шина која ме водеше. Според тоа, пазите, дисциплината на духот и дисциплината на карактерот мора да ги вградиме без националистичките предзнаци. Тука малци и на премиерот понекогаш забележувам што се обидува да биде едукатор во тие меѓуетнички односи, па на Ахмети му дели лекции дека треба да се реформираат. И не верувам дека Ахмети толку брзо се реформира за да седне на маса со премиерот. Добро, средба беше некоја најавена, дали ќе се одржи ќе. Не, сега тргнавме од кули на бане. Советот одборот за мир на претседателот Трамп. Тоа е навистина прво е направен како одбор за мир, односно Совет за мир за Газа, и видовме дека целиот формат на почетокот така и се правеше. Тони Блер да биде тамо, некои други личности, дипломати и така натаму. Што се однесува до поканите, ние бевме и сме се уште во постојана комуникација и со Белата куќа и со State Departmentот, и внимателно ја разгледуваме односно како ќе се развива фактички таа организација, институција. Факт е дека станува збор за изолирано подрачје сега што се однесува до Палестина, а другата идеја околу визиите да прерасне тоа во организација која што ќе го покрива целиот свет, односно сите овие точки безбедносни, па да биде некаква алтернатива на Обединетите нации. Јас мислам дека се уште е во некаков повој. Своевремено Трамп зборуваше дека требало реформа на Сирија. Не, Трамп зборуваше дека треба и оваа организација ќе соработува и со Обединетите нации и така натаму, но сметаме дека тоа не е наш приоритет во моментов, особено иако е тоа еден од светските безбедносни проблеми, се разбира, оно што се случува во Газа, таму е донесена некаква треба да почне втората фаза на мировниот процес, но сметаме дека тоа не е наш приоритет во моментов, не исклучуваме можноста да станеме членка на таа организација, но исто така не брзаме
Покана пак немало, така? не брзаме. Бидејќи опозицијата критикуваше еве Косово, биле Албанија. Тоа е патетично да ви кажам тоа што го прави опозицијата, затоа што идејата е тамо да се докаже дека ние не сме блиски до администрацијата на Трамп и затоа не сме добиле покана. Не сме во периметарот. Не сме во периметарот. Тоа е покана имало или немало? Очигледно дека немало покана. Меѓутоа, тоа што немало покана не значи дека тоа е направено затоа што ние не сме блиски до администрацијата на Трамп. Туку има причини во целата таа приказна, има и права на учествување во тоа, меѓутоа има и одредени обврски. Кога ќе дојдат обврските на дневен ред, она што го говореше и Чомовски во контекст на Украина, дека дали утре можеби ќе треба ние да испраќаме војска во Украина. Не, може некои специјалци кои треба да бидат иако ние чувари на мирот. Може би на Гренланд. Иако ние нашата значи и Министерството за одбрана, мислам дека министерот за одбрана има кажано неколку наврати дека не планираме никакви војници да испраќаме во подрачје кое што е во Украина, но во секој случај учество во таков тип на организации претпоставува освен права и одредени обврски. Некои земји навистина не само што се поканети, туку изразија и желба да бидат дел од тие организации. Ние во овој момент ќе се воздржиме и ќе видиме во некоја наредна фаза што ќе се случува. Вратите на таа организација ќе бидат отворени во секој случај. Не само дали имаме средства, затоа што некои велат дека утре ќе треба и финансиски да се придонесува. Ние финансиски придонесуваме и во Обединетите нации, но тоа е соодветно големината на земјата. Но сакам да кажам дека тоа не е во моментов во наш интерес да бидеме веднаш членки на таа организација. Да. Би сакала малку да се навратиме, рековте еве има некакви иницијативи, еве Софија денеска имаше реакција дека не било точно тоа што го изјавил министерот околу некакви иницијативи од Европската унија, па имало посредба покана за негова посета на Софија, тоа не се случило. Реално таму гледате каква е ситуацијата, сега ќе имаат предвремени. Да. Што може во тој контекст во односите со Бугарија да подобриме, бидејќи сепак еве вчера иако директно на оној Совет за евроинтеграција не спомна амбасадорот кипарски кој претседава со Европската унија конкретно за уставни измени, меѓутоа тој зборуваше за човекови права, право на владење, на право и така натаму. Реално што може да очекуваме, тука би сакала и 20 еве со Чумовски, прво што може да очекуваме во случај еве да речеме Радев сега си даде уставка од председателската функција, веројатно ќе учествува на изборите, не открива ништо барем за сега. Што ќе се случи? Ќе се смени ли курсот на надворешната политика во однос на Македонија, ќе стане ли поригиден? Еве тоа да кажам. Прво мислам дека во Македонија треба конечно да се растовариме. Дека билатералните односи зависат од Радев, од Борисов, од Железни, од Заев, од Мицковски и така натаму. Тие односи на добрососедство се градат со политика која базира на коегзистенција, на взаемно почитување и така натаму. Ништо нема да се случи подраматично ни Радев ако дојде на сцената, ни полоше, ни подобро. Но е факт дека во целата таа работа македонската дипломатија и македонската надворешна политика е прилично стерилна. Атрофирана, не продуцира идеи. Нашите идеи за добрососедска политика со Бугарија базираат на реципроцитет. Тоа е еден од принципите кој не е најважниот во новите меѓународни односи. Важно е да постигнеш некакви взаемни почитувања и усогласувања. На крајот на криштата, оваа меѓународна политика и констелација не одат во правец ние да ги заоструваме односите со Бугарија и натаму да ги заоструваме односите со Бугарија. Најважната работа и најважниот аргумент на оваа власт е не го почитуваат името, македонскиот јазик и така натаму. Ги читате најновите интересни согледувања дека внатре во Македонија македонскиот јазик не се почитува. 30% од преведената литература од странски јазици на македонски, кои во момент се изложени, се базираат, условно кажам, на вештачка интелигенција, а не на авторско преведување на делата од светските автори на македонски јазик. Значи, дома
Не, секан. И што е најважно, бруталноста на непризнавањето на македонскиот јазик е токму во Македонија. После ќе одиме во Бугарија и дали треба да одиме во Бугарија. На крајот на криштата погледате ги нашите медиумски содржини. 40% се продуцирани на српски јазик. 2% нема на бугарски јазик. А тие сепак се содржини во кои музиката понекогаш и не препознава јазик. Малку по малку ќе дојдеме до српски светли. Не сакам да стигнем само до таму, јас сум исто така, но уште ова сакам да ви кажам. Македонија мора да покажува проактивна политика. Конкретно што? Да се откаже од сите овие небулози. Страсбур 5 пресуди Бугарија да ги признава. Па ние сме сведоци на тоа. 14 пресуди. 14, не е важно. Сега ја вулгаризирам дали. Ние сме сведоци дека ниедна одлука на Европскиот суд што се однесува на спорот со Грција не се почитува. Ниедна. Затоа и бевме принудени, затоа и се најдоа логицирањето, ние мораме да бидеме проактивни да склучиме договор. Знаете што значеше да останеме изолирани комплетно во оваа констелација на односи? Во која сега ќе викаме не ни треба Грција, не ни треба Бугарија. Па ние таква политика ќе почнуваме веќе... Не, напротив, Ципрас рече дека Македонија ќе беше примена со уставното име доколку не го склучевме през Панскиот договор. Добре, па тоа ја не ми треба Ципрас. Ја бев сведок овде кога дојде Самарас во разговор со ова, која Самарас на Љупчо Георгиевски му нудеше не додавка, полно име. И ние што направиме? Пазите, нашите политичари... Само за надворешна потреба. Нашите политичари не го следат континуитетот на незнаењето на нивните претходници. Сака да бидам груб. Замислете во Букурешт да се одважеа, јас тоа 100 пати сум кажал, Црвенковски и Груевски. Кај ќе бевме сега? Заедно со Хрватска. Не, ама во Букурешт на масата беше Република Скопје во заграда Македонија. И тоа може, значи, разговарајте со целата делегација, ќе ви го кажа тоа. Тоа не може они да го прифатат. Република Скопје во заграда Македонија понуди Караманлис. Добро, а што имаше понудено Буш? Дури подоцна беше Република Македонија во заграда Скопје. Ама тоа беше на маса, не беше... Во Букурешт не. Подоцна. Но во секој случај, многу ми е важно овој делот за нашата надворешна политика и за дипломатијата во контекст на сите овие теми. Па нормално ти е важно, сигурно. Прво, важно ми е од друг аспект, не затоа што тоа го радам. Прво година и половина, значи од доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМН и коалицијата, значи сето она што се случуваше во делот на дипломатијата и надворешна политика во контекст на нашите евроинтеграција, објаснување на нашата позиција во контекст на прашањата со Бугарија. Зашто тоа во Брисел не им беше јасно. И во Брисел и во европските престолнини. Сите мислеа таму дека прашањето е правата на бугарите во Македонија. Затоа што и бугарската дипломатија, меѓутоа и она што нашите го прифатија затоа што потпишаа таква преговарачка рамка, велат, па што вие сега сакате кога потпишавте? Да, нашите потпишаа нешто со кое што не само што не се согласуваат 80% од македонците и 70% од сите граѓани на Македонија, туку нешто што е навистина неостварливо. Значи, прво потпишаа без двотретинско мнозинство да имаат во парламентот, второ, потпишаа неможност, фактички ја блокираа европската иднина на Македонија, оставајќи и на Софија во секој момент да интервенира, односно да стави вето по идентитетски и историски прашања. Значи, тоа е нашата преговарачката рамка, тоа е вториот протокол. Ние таа состојба ја објаснивме во Брисел. И доведовме после година дена Антонио Кошта, Урсула фон дер Лајен и сите други, Антонио Кошта дури тоа јавно го кажа, дека Македонија треба да добие гаранции дека нема да биде попречувана по идентитетски и историски прашања во текот на евроинтегративниот процес. Од Европската Унија или од Софија?
Или од двете. Значи, он тоа го кажа во Софија на пресконференција и рече разумно е да добие гаранции. Било кој ќе дава гаранции, барем Ама за сега. како не, ама чекайте, значи гаранции вие можеби не можете да дадете, но можете да го декларирате тоа. Софија може тоа го декларира. Како Софија декларира дека нема да поставува нови правила? Затоа што веќе ги има правилата во преговарачката рамка и така натаму. И што сакам да кажам? Нашиот најголем проблем е неединството, политичкото неединство, и тоа ни го кажуваат од сите европски официјални личности. Домашното неединство по овие прашања. Затоа што се повикуваат сите на СДСМ и ДУИ дека прифатиле нешто и дека еден ден, како и да е, тоа ќе се случи. Не може да се отстапи назад. Но, ве молам, ако европски официјални личности ви велат дека е разумно Македонија да биде гаранција, ако коалициониот партнер влен во владата во име на голем број албанци на Македонија вели дека е разумно е македонците да бараат гаранции затоа што нивниот идентитет е во прашање, ние имаме проблем само со, според мене, една мала изолирана структура од поранешната власт и нејзини симпатизери и поддржувачи кои што немаат ниту доза на патриотизам да покажат каков што има и еден Антонио Кошта. Што треба да покажат? Конкретно. Апсолутно треба да се согласат дека тоа што го потпишале ги закочило македонските евроинтеграции. Да побарат и тие гаранции во таа насока. Не, да се согласат со политиката на владата дека нашиот евроатлантски пат не треба да биде кочен од историски идентитетски прашања, само толку. Тие Зоран, те разбирам во одбраната на ставовите на дел од официјалната политика. Ја на тоа имам едно многу просто прашање. Пола од оваа гарнитура на ВМРО ДПМН, 70% од владата, дојдоа и рекоа ние кои ќе дојдеме, ќе го поништиме Охридскиот договор, Преспанскиот договор. Чекај. Лесно е сега да реагира. Па ева, сега нема смисла да ти ги цитирам и да ти ги вадам. Од Муцунски до премиерот. Разумни политичари, освоен простор, никогаш нема да го нападнат. Ќе гледат да го шират тој простор. Што добија? Ништо. Што добивме? Чекајте. Ништо. Вие мислите дека приказната е завршена? Завршена. Што е завршено? Завршена е се што треба да си сториме, ние мораме да си сториме по поштата на Брисел. А не по сраќањата на Мицковски, на Жоро, на Чом и на било кој друг. Вие, ама чекајте сега, ама јас разговарам многу повеќе со Брисел отколку што вие разговарате. Добро, ја и она што го гледате на јавната сцена и пораките што се опитуваат не е комплетно исто со тоа што се случува за затворени врати. Оттаму она што го говореше Бети се и тие иницијативи за посредување, кои што навистина дел од Софија беа одбивани и можам да ви кажам отворено дека мене официјални бугарски личности дојдоа и да ми кажат немојте, ве молам, да не притискате веќе преку Брисел, Берлин, Париз, туку дојдете да разговараме тет-а-тет. И кој отиде? Чекајте полека. Тоа е една од понудите нивни. Меѓутоа, тоа што они сакаат е билатерализација. Тоа е токму таа билатерализација на целиот процес. Да, ние сме спремни за диалог, но истиот однос им е и во историската комисија. Значи, секогаш да се одбива мониторинг од страна. Вие знаете како функционираат историските комисии. Историската комисија и значењето и го придадоа гарнитурата која е на власт. Во цел свет, вие знаете дека и ден денеска има историска комисија. Па има. Нели? Меѓу Франција има и Германија. Имаме работи со децени. Нас не притиска. Во добрососедство по комисијата историска. Комисијата е дел. Ама тоа не е дека треба да заврши до приемот на не. Апсолутно. Протоколите дека има рокови, да. Ја манипулирате јавноста. Не ја манипулираме. Составен дел на ова надворешна политика. Гледајте. Имате ли вие една изјава од Софија која што ќе рече дека работата на историската комисија нема да влијае на вашето интегрирање? Најдете ми една, тогаш јас ќе ви прифатам дека е така. Има ли обратна изјава? Има наравно дека има. Наравно дека има. Дека од историската комисија зависат билатералните односи. Па слушајте го Радев тоа што го говори постојано. Слушајте го Радев. Дека вклучително и протоколите вели.
вклучително и протоколите. Вие знаете што се има во протоколите. Се од една страна, не ги сакаме протоколите во кои гарантнија Брисел, од друга страна самите влегуваме у замка на билатерализација, дека не спречуваат комисијата за историската комисија за наоѓање на компромисни решенија. Знаете, малце контрадикторни сме сами по себе внатре во државата. Или сакаме да ги надминиме тегобите што настануваат со Бугарија. Па сакаме да ги надминеме. Па не Ама сакаме да ги надминеме, сакаме да надминеме со взаемно почитување и со уважување на тоа што е реалност. Не се уважува реалноста и не се уважува историскиот континуитет на македонскиот народ. Не се уважува. И ние немаме проблем со историските книги во Софија. Тие може да напишат што сакаат. Тоа историскиот континуитет на Македонија но не го признава ни Атина, но ама тие имаат проблем држава... со нашите, тие имаат проблем со нашите книги и нашите учебници. Тие имаат проблем со нашето славење на историското минато. Тие имаат проблем, немаме ние со нивниот. Ние немаме проблем тие да го слават Гоце Делчев како нивни херој. Имаат право тоа да го прават. Но тие очигледно имаат проблем и сакат во нашите книги да запишат, меѓу другото, дека Гоце Делчев е бугарски херој. Зошто да го учат нашите деца тоа, дека Гоце Делчев е бугарски херој? Ние не сме тоа е трактат за ефтин популизам. Ќе бидам најригиден. Добро, ајде кажете што е тогаш се додека скапиот елитизам. Во што се состои скапиот елитизам ако е ова трактат за ефтин популизам? Во што се состои скапиот елитизам кој ние треба да го нас не треба испорачаме? скап реализам, не елитизам. Скап реализам. Па Дека не, за популизам контра... ова Македонија и ова власт ќе гради односи на добрососедство. Добро. Колку време е владата на Мицкоски конституирана? Година и Имате половина. средба со албанските фактори, со Грција. Имаме средби. У Софија Јас никој со заменик министар за надворешни работи на Грција сум се сретнал. Да, и? Се сретнав и со заменичката министерка за надворешни работи на И што Бугарија. викаат? И што викаат? Викаат продолжите натаму, ништо немојте да попуштате со Бугарија. Ама чекайте сега. Знаете што, вие имате собствена држава, имате Добро, ама еден чекор напред, ако Кошта вели дека треба гаранции, зошто да еве ако Ма чекайте, јас затоа велам, ние ако сме дошле до разбирање на најголемите европски центри, дека ние имаме право тоа што го говориме, и дека јас можам да ви гарантирам дека и во Софија се чувствувал дел од тој притисок, иако тие се членка на Европската унија и може да го отфрла тој притисок. Но во ваков геополитички момент, според мене, не треба да избрзуваме. И да прифаќаме, не само во овој геополитички момент, во било кој, но во овој геополитички момент посебно, кога сметаме дека проширувањето на Европската унија со земјите членки од Западен Балкан е повеќе потреба на Европската унија отколку што е потреба на Западен Балкан персе, па и на Македонија. Ова теза прв пат слушам, ама прилично интересна ми е дека Јас ви ја кажувам. Европа е заинтересирана за членството на Македонија. Па не е заинтересирана, има потреба, има нужна потреба. Исто онолку колку што сака да прими Украина, има потреба и од Западен Балкан да биде дел од Европската унија. Прилично... Во тој случај веројатно ќе ги повлече оние по ограничување, да кажем, во Шенген зоната, да видиме што ќе донесе тој Па, мислам дека тоа ќе следува. Ајде да видиме, па тоа ќе биде на почетокот Шумовски што зборувате дека во контекст на Бугарија, само уште една реченица да не останам недоразбран. Иницијативи и за средби и за заеднички разговори во контекст на разрешување на проблемот има не само од Европската унија, имало и од наша страна. Точно е дека имаше понуда и за директно соочување на билатерално. Ние како влада и како Министерство за надворешни работи секогаш сме подготвени за диалог. Но при тоа сакаме тој диалог, кога се води за конкретни прашања, да има присутен и човек од Европската унија, затоа што за да немаме манипулации во тие разговори. Знаете, станува збор за некои стандарди и правила кои што се од меѓународното право. Не се тука само овие пресуди од Страсбур. Тие се само еден дел кои што треба да покажат широчина на бугарската држава за регистрација на здруженија. Не зборуваме за во уставот македонци. Но
Има редица други прашања кои што треба на цивилизиран начин да ги решиме. На взаемна почит. Оптимисте дека може. Па јас мислам дека може да се решат. Мислам дека може да се решат. Со една поголема визија и од европска страна, која што мислам дека ќе следува во иднина, мислам дека Зоран, опасна ти е тезата дека сега не е момент на попуштање. Геополитички види како се развива, Европа не сака, Европа се затвара и ние нема што да решаваме. Прашањето на добрососедството е европско еднакво колку што е билатерално. Добро. И не може... А зошто имаме ние лошо? Ние немаме лоши соседски односи ако заради тоа што бугарите немаат права во Македонија? Пошто тоа е она што го говори Софија, дека бугарите немаат права во Македонија и затоа ние немаме добри односи. Значи имаме комплетно извртена приказна. Значи имаме лоши односи затоа што имаме блокада од Софија на нашиот евроинтегративен пат. Имаме лоши односи затоа што Софија не ги регистрира македонските здруженија. Ние ги регистриравме бугарските. Баравме некои да ги променат имињата на фашистички. Значи ние направивме акцијски план за заедниците и малцинствата во кој што натаму ќе ги унапредиме не правата на бугарите, правата на сите етнички заедници, но вклучително ете и на бугарите кои што утре треба да бидат дел од уставот. И немаме никаков проблем со тоа. И тие здруженија функционираат во Македонија. Но од другата страна што имаме? Имаме само повикување на еден документ. Јас не обвинувам бугарската страна, тие се веројатно во право, затоа што овде нашле некој да ги потпише тие документи. Бујар Османи, Ковачевски, Маричич, таа екипа ги потпишале документите со кои дозволиле, го спречиле евроинтегрирањето на Македонија да се одвива по патеки по кои што треба да се одвива. Ворит, би сакала малку околу реформите. Се ветува сега нов рок до јуни. Зошто се доцни и кога можеме тие клучни закони, особено е важно заради правосудството, сакам да кажам. Треба ли, Чомовски, како гледаш ти на тие реформи во правосудството? Еве сега сме пред избор на нов јавен обвинител. Дали тоа ќе биде еден од сигналите за тоа како ние ќе продолжиме во овој сегмент да функционираме? Тоа ќе биде сигнал како кохабитираат владените коалициски партнери. Од избор на нов јавен обвинител нема да настане пресврт во правораздавањето, во сигурноста на луѓето и така натаму. Толку се закостени релациите на клиентелизам и корупција во сите спреги. Ние се нафрливме на судството, ги забораваме обвинителите, ги забораваме адвокатите. Па тоа е спрегата која го чини целокупниот правосуден систем. Адвокат нуди трансмисија на пари за подкуп. Мислите за овој последниот случај? Па добро, не е важно. Не е само тоа, јас знам уште 3-4 такви. Да, добро, дека деновиве беше експлоатиран повеќе во јавноста за тоа. Јавни обвинители не покренуваат судење, избегнуваат судење, ги ставаат во фиоки обвинителните акти за да застарат. И сега ние викаме судиите се виновни. Точно е дека се судиите виновни, зашто они се врховни извршители на правораздавањето. Меѓутоа до тогаш еве класичен пример е обвинителниот акт за Пулс. Кочане. За Кочане. За пожарот. Па тоа како да е судење за неонацизам. Така ми делува. Толкав обем на обвинети, осомничени. Тоа ни на Нирнбергскиот процес го немаше. Така што јавните обвинители мислам дека веројатно ќе се прејапат 100 пати за обвинителниот акт што е направен за Пулс. И сега ние се доведовме во ситуација на иритација на оние немокни граѓани од Кочани, кои велат не ми чини адвокатот, уа за судијата, браво за јавниот обвинител, така натаму. Во судството
ако тоа доминира како јавна сцена и јавно навивање, нема право раздавање. Нема непристрасна судска одлука базирана на докази и на... Да не се поведуваат од јавноста, да. Но очигледно јавноста реагира бидејќи еве и ова што го велите вие. Или има сомнежи околу класичен обвинението и пример. така. Ние сега донесовме измени на, односно се во тек измени на кривичниот законник. Нема експерт кој вика дека е тоа уназадување во битката со корупцијата и криминалот. Во меѓувреме, за неколку месеци треба да се донесе нов кривичен законник. За кој? Екипата на Камбовски и така натаму веќе имаат подготвено комплетно работна група. Зашто не отидовме директно на новиот кривичен законник? Не знам. Еве, Димитровски, што очекувате, бидејќи сме уште буквално 2 минути на значи правосудните реформи, судските реформи се навистина голем не заради нашето членство во Европска унија, туку затоа што тоа е наша болка по ова време. Јас и како член на Демократскиот сојуз имаме навистина еден концепт за правосудни реформи кој што подразбира меѓу другото и уставни измени за улогата на судиите, затоа што избришана е на времето кривичната одговорност на судиите. За донесена одлука за тоа, да. Тоа е многу важно за одговорно судство. Но таква за сега нема таква најава за нема, меѓутоа ние постојано притискаме и предлагаме да бидат по-всеопфатни тие правосудни реформи. Сега ќе имаме избор на обвинител по овој стар систем. Го бира 61 пратеник во парламентот. Без оглед и да е најдобриот обвинител, се подразбира одредено политичко мнозинство кое што стои за изборот на тој обвинител. И јас се плашам дали тој утре ќе има фактички простор да делува самостојно, доколку ако има интегритет, да, веројатно ќе биде така. Но сакам да ви кажам дека мора да се направат сериозна трансформација и реформа на правосудниот систем и околу изборот и на судиите. Гледаме околу судскиот совет што се случуваше. Тамо што можете вие да очекувате од тела кои се политички избрани? Некаде дел од нив ги бираат и судиите, меѓутоа се уште имате политичко вмешување во нивниот избор во контекст на председателот, право на кандидати има. Булка независноста на судството, она што е како критика постојано од Брисел. Но кај нас јас не видов во сите изминати години, иако овде имаше шарена револуција, имаше СЈО и така натаму. Навистина не видов интегритет кај обвинител или судија да поведе една таква условно речено борба за правна држава, туку повеќе тоа го прават политичарите, го прават независните аналитичари, го прават невладините организации. Сите ние притискаме за независно судство и за суди и обвинители со интегритет, а нивната внатрешна борба не ја гледаме. Можеби нема тоа ми е она што недостасува, особено по овие снимки што ги видовме со 350.000 евра во ЗИД и така натаму. Нешто што треба целата судска фела и така натаму да се страми. Јас не велам дека некаде не може да има лоши примери, меѓутоа ние гледаме дека тие лоши примери се повторуваат во судството и во обвинителството, а не гледаме навистина ангажман не од политиката. Политиката е најодговорна за создавање на рамка законска и така натаму, и атмосфера. Да им создаде простор да функционира, но тие треба да покажат исто така интегритет. А каков интегритет ќе покажете, Зоране, кога ти имаш судија на Врховен суд, фатални и флагрантни, се договара за минимална казна. А неговото семејство е цело инкорпорирано во судството. Цело. Остави го непотизмот. Тоа е срамота. Срамота е. Апсолутно. Навистина нема што да зборуваме на оваа тема, можеби следниот период. Тоа заслужува цела емисија. Да, секако. Ви благодарам многу. Не истече времето за емисијата. Александар Чумовски, Зоран Димитровски беше во Самоубистина. Почитувани ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.